Политички фолклор е оставката на Весна Дамева. Заменувањето од претседателската функција во судскиот совет 3 дена пред да истече мандатот е обичен маневар. Државниот секретар во Правда Дејанчо Ефтимов вели дека доколку Дамева не поднала оставка, ќе била соочена со кривична одговорност поради прекршување на законските прописи. Врз основа на заклучок од колегиум да го продолжи мандатот, истата ќе навлезеше во прекршување на позитивните законски прописи, конкретно на кривичниот законник членот 353, со тоа што истата ќе правеше кривично дело и зашто истата ќе имаше индивидуална одговорност. Затоа потенцирам, ова е политички фолклор, меѓутоа добро е што допрва следува воспоставување на правда во државата. Нејзините поплаки за притисоци ги прогласи за чист политички говор, наместо да образложи стручно зошто си заминува. Повеќе се држеше на политички тези во однос на тоа дека достигнувањата во нејзиниот мандат на судскиот совет биле на незавидно ниво. Сите знаеме дека имаме нефункционален судски совет кој што работи под капата на одредени поголеми структури кои што имаат влијание врз нив. Не станува збор за никаков притисок, туку за барање на правда и отчетност. Оставката на Весна Дамева нека биде почеток на фабричкото поднесување во правосудниот систем. Нејзиното заминување од претседателската функција во судскиот совет повторно не потсетува на нејзиното спорно назначување во 2019-та од стручен соработник да оценува дури и врховни суди, коментира поранешниот обвинител Димовски. Формално правно може, меѓутоа не се реагиравме со тоа дека не се водело сметка за околноста дека таа како стручен соработник ќе оценува не само основни и апелациони, дури врховни суди. Така што оставката за мене е сосема природна состојба, да речам, односно враќање така да се дозволам да кажам на фабрички подесувања на правосудниот систем. Димовски го отвара и прашањето дали треба да се размислува за една широка дебата и целосно кинување на двата совети, судскиот и обвинителскиот. Вели нивна одговорноста за тоа што денеска имаме осудени врховен судија и член на Советот на јавните обвинители за корупција. Очекувано е да сме во оваа состојба, во овој ќорсокак, со оглед дека да не забораваме тоа, кој пати сме го коментирале во судскиот совет изнедри кадри кои што се сега правосилно осудени за корупција. Член на обвинителскиот совет, јас не ги двојам нив и не треба ни да се двојат и не треба да имаат поразлична судбина. Прашање е дали воопшто и треба да постојат. Колективната оставка останува едно од можните решенија, но да се случи тоа треба самите членови објективно да согледаат какви спорни одлуки се носат, коментираат делот опатените.